кој е следниот чекор во развојот на рециклирање кај нас? Што се однесува до рециклирањето и собирањето, во оваа фела во управувањето со отпад од пакување, сметам дека е многу важно да ги прошируваме и надградуваме постоечките собирачки канали. Еден од тие собирачки канали, како претпоставам поголемиот дел од луѓето знаат, директното собирање на отпад од пакување директно од рестораните. Втор собирачки канал е, пред малце говоревме за него, собирањето на отпадот од вендинг машините. Трет собирачки канал е собирањето на отпадот од игло контейнерите поставени на улиците од јавниот простор. Она што мислам дека е следно и дека е многу значајно и големи количини на отпад некако на сите ни бегаат, условно кажано, од раце во собирањето на отпад од пакување, можноста да собираме директно од приватните домови на граѓаните. Структурата на македонските градови е таква да огромен дел од нив, урбанистичкиот дел, станува збор за приватни објекти за домување, во кој што полека треба да инсталираме систем за директно собирање и можност за примарна селекција во нив. Ние во неколку наврати од текот на 2025 година имавме такви пробни пилот проекти направени, од кој еден многу значаен за скопјани и за Скопје и за пошироката околина на Скопје, проект со Гази Баба, поточно во населбата Стајковци, во кој што поставивме во некои 30 на приватни домови наменски канти за примарна селекција на отпадот, како за амбалажниот отпад, така и за органскиот отпад. Одговорот беше феноменален. Значи луѓето собраа навистина доста пластични шишиња, исклучително со чист квалитет. И за самите преработувачи, рециклатори не е седно кога отпадот ви е многу чист, примарно добро селектиран, а не во некој обсмет фрлен, кој што дополнително треба да се селектира. Така да мислам дека тоа следниот чекор што треба да се направи.